Намалување на цената на бензините во последните месеци од минатата година и првите денови од оваа календарска година создадоа вознемиреност кај граѓаните од општина Кочани, кои со право очекуваат намалување на цените на лебот и останатите прехранбени производи. Во анкетата што реализиравме меѓу кочанчани преовладува мислењето дека цените треба да бидат намалени, но во наши македонски услови тоа е неостварливо. За се треба. Што ме врзано со нафтата, нафтата што поевтинува и нормално дека треба да се намалат. А мислите дека се намали еве? Тоа не знам, не можам да кажам. Инаку денес баш дискутиравме за таа тема и на работа, дека во сите соседни држави со намалувањето на горивото се намалуваат и цените на прехранбени артикли, на сите услуги, а кај нас за жал тоа не се случува. Па секако треба да се намалат, пошто горивата чим се намалат, треба и да се намалат и стандардно. Знае се дека секој покачување на горивото качуваат се цените. Секој покачување на струјата покачуваат се цените на се. Горивото чим се качи, качува се. Чим се намали горивото? Неизбежно треба да се намалат, да идеш у продавница, да видиш цените. Ни една цена не е намалена. Него може да се покачи и може не сум видел да е намалено, а може да се стоят уместо. Не е тоа баш едноставно. На овај наш стандард, јас сум пензионер, меѓутоа не сум ништо никаде. Па треба нормално. Едно со друго иде тоа. Нормално е да требе, но колку влијае горивото на производството на другите производи, тоа е важното. Сега, бензино не е секаде толку важен и нафтата. Граѓаните на Кочани очекуваат и намалување на цената на такси превозот, за што истакнуваат. Такси превозот како така? Јас сум од Градовци. Например, не е многу 20 денара. Не е, а меѓутоа, ако се земи у обзир на покачувањето, може да го качат 40. А чим се намале горивото, би требало да се намали и такси превозот. Останува да покаже времето дали ќе бидат намалени цените на лебот и останатите прехранбени и други производи, па дури и услугите поврзани со користење на бензините и другите енергенски